Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Муцунски грмнал во Брисел. Тимчо. Ова веќе звучи смешно само по себе. Но она што воопшто не е смешно е дека криминалната група на ВМРО, преку нивните медиуми, сега, внимавајте, ја обвинуваат Европската унија дека не се спроведуваат реформите тука кај нас. Повторувам што објавиле. Тимчо Муцунски, министер на криминалната група ВМРО и во име на шефот на бандата Христијан Мицкоски, грмнал во Брисел и обвинил ЕУ дека таа е виновна што ние не ги спроведуваме реформите како услов за продолжување на преговорите. Значи вака, тие се виновни што ние не сме направиле ништо по однос на нашите обврски. Кој е овде лут? Тие ништо не работат на реформите, па им е виновна Европската унија. Дали разбирате до кој степен на манипулација се оди? До вчера ние бевме виновни за се. Денес е виновен Брисел и целата Европска унија. Накратко, Тимчо воопшто не грмнал таму, бил поттивок од есенски дожд. Муцунски исто како и Мицкоски дома пред македонските граѓани зборуваат едно, но во Брисел зборуваат друго. Денеска повторно го слушнавме тоа и го видовме. Не ги исполниле реформите и немаат што да бараат во Брисел. Но важно е што сакаат да им пласираат на граѓаните. Повторно лаги и манипулации. Вести од ваков тип кои излегуваат од кујната на ВМРО се лаги кои служат за манипулација и поделби на граѓаните. Оние кои се за ЕУ се предавниците, а оние кои мислат дека го чуваат македонскиот идентитет се патриоти. Освен што треба да се исполни реформската агенда и да се донесат европските закони, потребно е да се внесат и малцинствата во уставот. Да им објаснам на граѓаните кои ги читаат вестите од ВМРО Орбановите медиуми. Малцинствата не се некакви нови луѓе кои што треба да дојдат тука кај нас. Тоа се наши граѓани, граѓани на Македонија, наши комши, пријатели, сограѓани. Како не разбирате? Не се проблем малцинствата. Проблемот е криминалот и корупцијата на оваа банда на власт. Затоа се подготвени да ја жртвуваат вашата иднина и иднината на вашите деца. Затоа имаме вака голем број граѓани кои живеат во сиромаштија, затоа платите не се зголемуваат, затоа луѓето немаат за леп, за патување, немаат за нормален живот, како што имаат граѓаните на Европа. Ние не преговараме со Бугарија, ние преговараме со Европската унија. Прашањето за малцинства не е прашање на Бугарија. Тоа е прашање за кое што разговараме со Европската унија. Она на што игра ВМРО е приказна на предавници и странски платеници. Иста реторика од 90-тите години во минатиот век, која донесе единствено до конфликт и изолација. Тоа е тоа што тие го сакаат. Народот да гладува, а тие да носат часовници од 60.000 евра, да купуваат нов авион, додека некој нема за леп. Банда обична. Собир на криминалци кои ве лажат. Реформите се проблем за нив затоа што реформите значат продолжување на интеграциите во Европска унија. Реформите значат демократско и праведно општество. Реформите значат независно судство, европско јавно обвинителство и одговорност. Некој мора да одговара за кражбата, а тие тоа не го сакаат. Затоа ги држат сите граѓани како заложници, со лаги, со предавници, со лажни вести, со лажни афери, Хариџиновиќ, Дубај, згради и со цела таа пропаганда, која што секојдневно ја гледаме. Орбановата медиумска машинерија, која работи денонокно и го труе јавниот простор. Садување во свеста на предавници, обвинување на сите кои што се спротивставуваат на тоа што тие го прават. Гебелсови фашистички методи за перење мозоци, хибридни војни, ботови и трол фарми. Најголемите предавници се Христијан Мицкоски и неговата криминална банда. Европа е нашиот национален интерес. Македонија треба да биде во Европа.
Македонија и Европа се нашиот идентитет. Антиевропската кампања, евроскептицизмот, тоа се задачите на оваа медиумска хоботница од Будимпешта преку Белград до Скопје. Пласирање на лаги, збунување на гласачите, правење сателитски партии, некакви платформи, поделба на опозицијата. Драган Павлович Златас, главен уредник на сето тоа што се пласира. Човек кој со години назад работи за странски служби, кој учествуваше у палење на Американската амбасада, тука во Скопје заедно со УДБА. Тој е првиот соработник на Христијан Мицковски. И тие живеат во луксус, додека неговото семејство има бугарски пасоши. Тие двајца продаваат патриотизам на граѓаните. Тие обвинуваат некој за предавство. Луѓето кои работат антиевропска кампања, затоа што не дозволуваат отворање на досијата на тајните служби, веќе години наназад, така како што тоа од нас го бара Европа. На кого уште не му е јасно што тие луѓе прават. Им ги зедоа со ништата на младите луѓе, кои само гледаат како да избегаат од тука. А на старите им ги зема достоинствените години во пензија. На родителите им ја зедоа можноста за нормално воспитување и школување на децата. Од Македонија прават слепот стрево на Балканот и не изолираат секојдневно. На граница не може нормално да поминете. На лето ќе се чека меѓу 8 и 10 часови. На родителите со мали деца им велат што ви треба море. Одете на езера и планини. Додека тие со државниот владин авион одат на море и живеат во луксус. Затоа мора да застанеме на патот на оваа криминална организација. И јас ви ветувам, поради се ова, тие ќе одговарат. Реформи, правда и Европа. Нема враќање назад. Сакаме во Европа. Сакаме успешна и богата Македонија, а не европска Венецуела. Сакаме светла иднина за нашите деца, сакаме достоинствена Македонија и тоа да биде за сите граѓани на земја. И благодарам. Добро, тоа е нивен модел, автентичен модел како се договориле да функционираат. Тие најдобро знаат какви им се внатрешните релации. Јас им подсакувам успешна работа, честитки им упатувам и се надевам дека ќе имаме соработка во следниот период. И тоа што сакам сега да го најавам во јавноста, во следните ден, два, утре или заутре, јас ќе го представам како што најавив и новиот закон за антикорупција, кој што ќе биде столб на нашата широка платформа, која што доаѓа во следниот период. Имаме огромна поддршка како на актуелните коалициски партнери, така и на нови партнери кои што доаѓаат, кои што пристапуваат. Дел од луѓето не сакаат јавно да бидат спомнати, станува збори за помали политички партии, за некои граѓански организации, се плашат од црна кампања. И јас ги разбирам. И немам проблем со тоа. Меѓутоа тоа ќе биде темелот на кој што ги повикам сите политички партии да дојдат и да се приклучат во борбата против оваа криминална група на власт. Поради тоа што тоа е единствениот пат напред, да се расчисти со криминалот и корупцијата и да го продолжиме европскиот пат. Тоа е иднината на земјата, тоа го бараат сите граѓани од нас, тоа го очекуваат и ние влегуваме во тој план да го спроведеме. Повели. Прво е целосно контра европските вредности, некои се повикуваат цело време, етикетирате медиуми што го правите цело време, а само да го поставите прашање. Пред 2 дена се одбележа денот на победата на фашизмот. Според вас, кога што се победил фашизмот, дали македонците се бореле против бугарскиот фашистички окупатор или бугарскиот администратор кој што во источната во минатото? Прво, јас не етикетирам медиуми, етикетирам пропаганда. Црна Гебелсова пропаганда, на која што после освојувањето на власта, од која власта ќе се врати во рацете на граѓаните, на таа пропаганда ќе дое крај. Исто како што и дое крај на изворот на таа пропаганда, затоа што ова овде е само крак на Орбановата пропаганда, како што тоа го направи Петар Маџар во Унгарија. Ги укинува фреквенциите и луѓето од тие Орбанови медиуми, кои што со години шират лаги, дезинформации, црни кампањи и така натаму, почнаа да се извинуваат на граѓаните за тоа што го правеле и на поединци. И вие ќе се извинувате што ме клеветевте дека имам куќе унерези. Вие лично. Ќе дојдете и ќе ве ослободам, затоа што знаете дека правевте црна кампања против мене. Да ја потсетам. Така да, тој систем на дезинформација, систем кој што ги држи граѓаните у темница, затоа што луѓето од лажни вести веќе не знаат што е вистина, што е лага. Затоа што сметат дека европскиот пат е некакво предавство или некакво загрозување на националните интереси.
И тоа е систем на вашите уредници на Христијан Мицковски, на оваа банда на власт. Само за да се додржат на власт и да продолжат да крадат. Ке им дојде крај. Крај ке им дојде. И ке одговараат. Ете тоа одговарат. На почеток не одговорите, дали обучувам по закон лично кон мене и кон мојот медиум како имате моќта да го разлика, ќе го затворите можеби. Ви одговорив, повелите. Денеска премиерот и представници на одбрана мисле да работите на коридорот 8. Како ги коментирате работите околу овој коридор, каде се гледа дека се работи со голем интензитет после децени стагнација? Па, клучното прашање, коридорот е добар проект. Тоа беше коридор за кој што ние од страна Христијан Мицковски бевме обвинувани дека е некаков голем страшен криминал. Излезе една новинарска анализа после обвинувањето за надзорот на автопатиштата, за кој што тогаш во опозиција Христијан Мицковски да обвинуваше дека станува збор за кој знае каков криминал и дека некој ќе одговара, дека во фирмата влегол представник член поранеше на ВМРО ДПМН. Тоа е вистинското прашање. И тоа е суштинското прашање. Не се проблем коридорите, патиштата, све што се гради од држава. Прашање како оваа банда е вградена во секој проект за да зима пари. Тоа е клучното прашање.